Клетвата е да го браниме македонскиот народ. Затоа што Стојан Христов во својата книга Херои и убийци вели Стојан Христов од Америка. Од Америка, кој што неговите книги се наоѓале на маса на американски претседатели. Е единствен човек од овие простори што е признат во таа смисла. Село до село сме од Егејска Македонија. Он што вели? Село до село. Еве да го цитирам, за да објаснам моето политичко кредо. И зашто никогаш не сум престанал да се инатам и да се борам кога е во прашање ВМРО, ДПМН или македонскиот народ. Он вели: единствена сила политичка која што делуваше внатре по поделбата на Македонија и затворањето на македонското прашање беше ВМРО. ВМРО со тероризам, со само жртва допринесе да остане отворено македонското прашање и да не премине во обскурни термини како што е Тракија или Мизија, заборавени долго во антиката. Тоа е за мене кредо. Нешто од кое што не треба да се... Утре во 11 часот е закажено отворањето на предавството на седмицата. Повикувам народот да блокира и има да блокира. Нека ги носат со хеликоптери предавниците внатре. И повикувам пратениците на СДСМ да си дадат оставки неотповикливи. Ги повикувам пратениците на ВМРО, сите да си дадат утре неотповиклива оставка, да не учествуваат во ова предавство. И да застанат тука со народот, тука им е местото. Ако не сме способни да го видиме проблемот во нас, тек тогаш Македонија ќе страда. Ако го изгубиме капацитетот да се бориме, Македонија ќе страда. Затоа што ние велиме дека ние сме државотворна партија, дека ги заштитуваме интересите на македонците. Овие интереси на македонците се во овие тези. Мора да се поништи Преспанскиот договор и да се врати назад уставното име на Република Македонија. Никогаш северна! Никогаш! Нема преговори за тоа прашање. Со никој. Замисли да преговарале нашите што го дигна Илинденското востание. Нели на нив се повикуваме. Тоа е нашата традиција. Да преговарале со турците дали да го дигнат востанието. Или да го дигнат против фашистичкиот окупатор 41-ва. Дали да го дигнат востанието или не. Доаѓаат моменти критични во историјата на партијата и во историјата на нашата држава, кога ние мора да се поставиме тврдо. И моите тези секојаш беа дека нас со власт може и треба да не награди македонскиот народ. Не да трчаме по власт, туку да ја заслужиме власта со браење на неговите интереси. Ако сакате да ги браниме интересите, мора да се поништи насилната промена на уставот и промена на името, бришењето на идентитетот. Втората точка, воведувањето на двојазичноста. Нема никакви основи, никакви апсолутно историски оправданија, нити пак проценти кои што го оправдуваат воведувањето на двојазичноста на територијата на цела Република Македонија. Нема такво нешто. Добро да размислите пред да гласате. Што мисли членството? Добро да размислите што мисли народот, да ги имате во предвид стресовите што нашиот народ ги преживеа во 2018-та, двојазичноста и промената на името. И тогаш да гласате. И вашиот глас да биде на линија, да го обедините целиот отпор за да се победи марионетската власт. Ви благодарам. Да живее
Република Македонија. Него имам намера да го сменам ВМРО ДПМН, да го вратам на народот, да го вратам на членови, да го направам близко до сите нас, да го спуштам на земја, да го конектирам назад со енергијата која што овој народ ја има, со Охрид, со ова наше вековно наследство, да се приклучиме, да не бидеме елита која што е недопирлива негде во небото, да бидеме назад, да бидеме активни, да чуеме што сака да ни каже народот, да му се извиниме за грешките што сме ги направили, да тргнеме заедно напред, а не да му ветуваме чекајте сега ќе дојдеме на власт. Тоа е вулгаризирање, прво на поимот политика, а второ што е многу поважно, на поимот ВМРО.